Почитувани новинари, денес уште еднаш да подсетиме за непрофесионалноста на Катица Јанева, која што ја погази за клетвата која има дадено како обвинител и наместо обвинител на осомничениот криминалец Зоран Заев се појави како негов бранител. Истовремено, многу индикативно, што неколку дена имаме молк и од господјата Катица Јанева и од Зоран Заев. Никој не се јави да објасни зошто е повлечено обвинението, ниту пак Зоран Заев се јави да побара обвинението да има судска разрешница ако верува дека е невин. Но целата јавност, како и господјата Катица Јанева и незиниот штитеник Зоран Заев, знаат за вината што е сторена и за доказите што се прибрани. Катица Јанева се откажа од предметот пуч со срамно образложение дека фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт била во спротивност со наводни докази кои што таа ги обезбедила за други два предмети. Но да подсетиме, доказите ги оценува судот. Катица Јанева во моментов е обвинителка, но се уште не е судија. И специјалното обвинителство е обвинителски орган, а не е судски совет. Со одлуката за повлекување од предметот, Катица Јанева се постави во улога на суд, излегувајќи од сопствените ингеренции и почна сама да ги суди и цени доказите, се со цел да му помогне на обвинетиот Зоран Заев. Предмети на кои се повикува Катица Јанева за да го ослободи Заев се уште се во фаза на истрага, а предметот од кој што се откажа и го повлече обвинението имаше правосилен обвинителски акт. Почитувани новинари, после оваа скандалозна политичка и непрофесионална одлука на специјалното јавно обвинителство, повеќе нема дилеми. Предметите на кои ги отвара господјата Јанева се отпочнати од една единствена причина, само да му се помогне на Зоран Заев уште еднаш преку политиката да ја избегне својата кривична одговорност. Катица Јанева знае дека признанието на Звонко Костовски е непобитен доказ за организираната криминална мрежа на Заев и Верушевски и знае дека скајп комуникацијата во која што се заговараа и граѓански немири е непобитен доказ за делувањето на оваа група. Катица Јанева знае дека материјалите се обезбедени со посебни истражни мерки и тие ја потврдуваат одговорноста на Заев. Затоа господјата Јанева се одлучи со политички акт, а не со обвинителски или правен акт, да го заштити политичарот Зоран Заев, кој што ја злоупотребува политиката за да се зацкрие од своите криминални дејанија. Да беше Зоран Заев невин, тој ќе побараше судска разрешница на овој случај, а да беше Катица Јанева професионален обвинител, таа овој случај ќе го доставеше до судот и ќе излезеше на рочиште да ги представува доказите во улога на обвинител. Но како и да е, ние изјавуваме дека овој случај не завршува со политичката одлука на Катица Јанева и порано или покасно Зоран Заев и Верушевски ќе одговараат за тоа што го сториле на Република Македонија и за што се обезбедени докази. Благодарам, повелете доколку има прашања. За преговорите, неделава ќе се интензивираат, има ли некои поместувања во преговорите? Преговорите се во тек и во текот на овие денови повторно ќе продолжат. Разменуваме одредени мислења со потенцијалните коалициони партнери и истите ќе се водат на највисоко ниво на председатели на партии. И за се што и да имаме било какви нови информации за јавноста, ќе ги споделиме на новинарите и на граѓаните. Има информации дека ќе уметне ставот на ВМРО-ДПМН ползност на двојазичноста, така што уставот нема да се пипка, меѓутоа во законот за употреба на езиците ќе се дефинираат некои работи. Ние ги објавивме двата наши принципи. Првиот се однесуваше на СЈО и дека не би правеле никакви дополнителни интервенции во она што е договорен мандат, кој што има одреден рок. И вториот принцип беше да нема менување на уставот со цел да се постигне двојазичност на целата територија на државата и ќе обстоиме на тие принципи во разговорите со потенцијалните коалициони партнери. Значи дека освен првичната средба што беше и како заедничко соопштение на двете партии,
викендот изминативе денови нема или се на друго ниво можеби? Се... Па во следниве денови мислам дека ќе има повторно средба на ниво на претседатели на партии и во меѓувреме нормално дека има и одредени други контакти, но најважни се тие кои што ги имаат двајцата лидери на партиите за да како овластени представници на партиите да ги водат разговорите помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Очекувате до крајниот рок да заокружат и да ВМРО, ДПМН и ДУИ формираат парламентарно мнозинство? Во моментов има една заедничка работа, односно принцип, кој што од двете партии има поддршка, а тоа е принципот коалицијата да биде формирана согласно изборната волја на гласачите и партиите кои што освоиле најголема доверба кај своите поддржувачи. И сметам дека овој најмал заеднички именител може да биде полезен во самиот тек на разговорите, кои се разбира дека не се едноставни и лесни заради други спротивставени позиции. Дали освен овие точки се разговараше и за председател на собрание или нешто вакво? Во моментов нема разговори за пооднос на позиции, се разговара за содржина, за одредени концептуални прашања, каде што позициите се на различни страни, но во следниве денови предпоставувам дека ќе се отварат и разговори по однос на самите можни позиции, што доколку се формира парламентарно мнозинство и како тоа би се пресликало во соодносот на извршната власт. Благодарам многу.